Оперативниот план на владата во вредност од 40 милиони евра, кој годинава е највисок, во наредната 2026 година ќе биде зголемен со нови мерки и со повеќе средства. Ваквата тенденција се должи на големиот интерес кај апликантите, особено на младите лица кои преку овие мерки имаат можност да се самовработуваат, но и да се здружуваат. Од Министерството за економија и труд велат дека се задоволни од досегашната имплементација на планот, особено по укажаната нужност првично планираните средства да се зголемат за уште 7,5 милиони евра. Бидејќи мерките нормално не се дадени една за секогаш, дадоа и предлози кои што предлози може да и подобрат постојаните мерки, меѓутоа и да воведеме нови и поатрактивни мерки во иднина со новиот оперативен план кои ќе бидат многу подостапни и пооперативни и за постојаните компании, меѓутоа и за невработените лица. Како дел од зелената агенда, во овој оперативен план беа вкалкулирани 9 мерки и голем број подмерки. Во овој момент ја креираме програмата за 2026 година и сакаме таму да влезат проекти кои што ќе бидат излезени од бизнес заедницата, бидејќи сакаме да одговориме на нивните реални потреби. Во моментот, покрај административните работи кои што ги спроведуваме согласно новиот закон, работиме на целосно креирање на програмата директно од терен заедно со бизнес заедницата и научно-истражувачките центри. Можност за 200 нови вработувања во микро, мали и средни предпријатија кои ќе обезбедат зелени инвестиции, мерки за самовработување, мерки за обука, едукација и доедукација на невработените кадри во Македонија, како би биле поатрактивни на пазарот на трудот, се само дел од мерките од се уште важечкиот оперативен план. Благодарение на овие мерки, проекциите на владата се дека годинава треба да заврши со намалена стапка на невработеност од 11,1%.